Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Колку што забележувам сега тука, бидејќи Љубица и Ивана не се тука, иако може би не прислушкуваат. Сите сме тука над 30 години, така? Таков заклучок имам. Добро, ред. Мислам на возрастни луѓе. Сега, бидејќи сестра Менка од баба стана тетка, јас ќе ја направам уште помлада, за мене е сестра. А сите вас сакам да ве охрабрам, ако сте над 30 години, тогаш сите сме на иста возраст. Тоа е над 30 години. Нема потреба да се прецизира кој колку, затоа што еден ден сите ќе бидете како да сте 30 години. Значи, над 30 е ирелевантно колку сте. Ирелевантно. Ако сте наследници на спасението. За кого е тогаш релевантно? За оние што не веруваат во спасението. За нив е битно дали се на 30, на 40, на 50 и кусор, на 65-6 таму за пензија, кога им треба, или... Но за оние кои што ќе го наследат спасението, за нив не е битно. Би сакал и еден друг стих за охрабрување, да прочитам во моментов. Посланието на апостол Павле до евреите, 1 глава, 14 стих. Говорејќи за ангелите, апостол Павле вели: не ли се сите тие служителски духови, испратени да им служат кому? На оние што ќе го наследат спасението. Сега, стана збор во делот за искуства, зашто и тогаш кога не сме биле верници, можеме да се сетиме на некои искуства, и јас имам такви искуства, каде што Господ не чувал, не водел или не избавил од некоја опасност. И тогаш кога не сме биле верници, кога не сме знаеле ништо за Господ, кога сме верувале во мајмуни, како што рече здраво. Зошто е тоа така? Затоа што овој стих кажува дека Божите ангели се испратени да им служат не на оние што веќе поверувале, туку на оние што ќе го наследат спасението. Со други зборови, ако сте вие некој што го наследувате спасението, тогаш Божите духови може да ви служат и тогаш, кога не сте знаеле за спасението. Кога сме го прифатиле пак спасението со вера, секој во свое време, може се каже дека веќе сме го наследиле, веќе сме наследници. Зато и вели апостол Павле, според ветувањето, ако сте во Христа, вие сте чеда, синови, ќерки Авраамови, и според ветувањето сте наследници. Но исто така, овој стих содржи и дополнително охрабрување, ако сте веќе такви наследници, значи, тоа ви дава дополнителен поттик да верувате и да сакате, и така да живеете, така да мислите, така да се чувствувате, дека и на вистина не ќе го имате, туку дека го имате вечниот живот и дека така треба да продолжи. Се надевам дека ова беше доволно охрабрување. Јас би сакал денеска да споделам со вас прво неколку занимливости кои што сите имаат една заедничка тема, поточно еден заеднички датум. И во тоа ќе се состои и нашата тема за размислување. Именно денес, последната сабота од јули, отприлика е средина на летото според календарот, но може би и според температурите, ќе видиме. Во еврејскиот календар, дали знаете кој датум е денес?
Денес во еврејскиот календар е 9 Ав. Дали знаете што е тоа? Ав е 5-тиот месец. Во еврејскиот календар, значи, одговара на нашиот август. 9 Ав е еден карактеристичен датум во историјата на евреите, кога само на тој еден те ист датум, во различни времења, се случиле настани кои што за евреите биле многу трагични. Сега тоа го тврдат сите еврејски извори. Јас лично не сум седнал сега да проверувам, да испитувам датумски дали тоа навистина било така, но штом сите еврејски извори тоа го тврдат, да прифатиме дека било така. Што се случило на 9 Ав? Значи, според евреите, првиот Соломоновиот храм бил разорен од страна на војските на царот Навуходоносор на 9 Ав. Тоа била првата голема трагедија, кога и израелскиот народ бил одведен во робство во Вавилон и која што се случила на тој датум. Но, многу векови подоцна, кога римските војски го разурнале вториот храм во Ерусалим, 70-та година од новата ера, датумот бил истиот, 9 Ав. Или денешниот според еврејскиот календар. Значи и првиот и вториот храм биле уништени на 9 Ав. Второто еврејско востание во времето на лажниот месија Симеон бар Кохба резултирало со голем колеж или масакр на евреите во Палестина, а царот Адриан после тоа со декрет наредил сите евреи да се иселат од таа земја, значи да не живе нито еден евреин во хананската земја, во Палестина. Ерусалим бил повторно разорен и од тогаш па се до почетокот на 20 век нема евреи во таа земја. Значи, долги векови на екзил, диаспора за евреите се до почетокот на 20 век. Трет настан трагичен за еврејскиот народ поред, масакрот или колежот на евреите во времето на востанието на Бар Кохба, 133 година, значи во вториот век, се случил на 9 Ав. Која е веројатноста 3 најтрагични настани за еден народ да се случат на еден ист датум во неговиот календар. Една година подоцна, кога римјаните го изорале целиот терен кај што се наоѓал храмот, односно ја изорале целата храмска гора, 134 година, истото тоа се случило на 9 Ав. Ево, може би римјаните намерно го направиле, да се совпадне со датумот од претходната година. Но, понатаму, историјата забележува и вакви ситуации. 1290 година, значи конкретно на 13 век, сите 1290 година, да, сите евреи биле иселени, значи со наредба биле избркани од Англија, екстрадирани на 9 Ав. Сега овие подоцнежни датуми, може би некој намерно, што им го правил ова на евреите, намерно го бирал па да се совпадне со тие. Предходните, од овие првите 3, или барем првите 2, значи рушењето на двата храма, кога тие се совпаднале, па и востанието на Бар Кохба, колежот во тоа време,
после сите наредни, може би, непријателите на еврејскиот народ намерно го бирале тој датум. Значи, 1290 година евреите биле изгонети од Англија. 1492 година, истата година кога Колумбо стигнал до Америка, кралицата на Шпанија Изабела, односно Језавеља, и незиниот маж Фердинанд, наредиле сите евреи да ја напуштат Шпанија. И сега сите оние сефардски евреи кои што живеат на Балканот, а најмногу во Солун, се попотекло од овие евреи кои што некогаш живееле во Шпанија, а оттаму биле изгонети, значи, кон крајот на 15-тиот век. И сега постои еден карактеристичен момент. Декретот бил потпишен и објавен на 31. март. Значи, тоа се уште било јулијански календар, значи пред Грегоријанската реформа, отприлика 90 на години пред да се случи Грегоријанската реформа. И на евреите им било кажано дека точно 4 месеци од тој датум, од 31. март, треба да си ги соберат, да си ги испланираат сите своји работи, за да ја напуштат после тоа земјата. Значи, бил даден рок за иселување и подготовка. После тие 4 месеци, значи 4 месеци од 31. март сметано, првиот датум, кога веќе рокот бил истечен и кога не смеело повеќе да има ниту еден евреин во Шпанија, бил 9. ав. Многу неверојатно. Евреите имаат врз база на ова изградено една колективна свест во врска со овој датум. Не знам што прават денес по тој повод, но тие сметаат дека овој датум Господ значи, намерно го проколнал. Ова е проклет ден, проклет датум. Затоа што првиот настан што се случил на 9. ав, а кој што досега не го споменав, е настанот кој што се наоѓа запишен во 4-та книга Мојсеева, или Броеви. Ќе отвориме таму. Според еврејското предание, 9. ав бил толку проколнат датум, затоа што првиот настан што се случил на 9. ав, во времето на Мојсеј, бил причината за сите овие проклетства што на истиот датум се случувале подоцна во историјата. Ке отвориме 13 глава од 4-та книга Мојсеева или Броеви. Целата оваа глава зборува за испраќањето на извидниците во ветената земја, нема да читаме целата глава. Колку дена биле на извидување? Се сеќавате? 25 стих. 40. 40 дена. Каков бил извештајот? Извештајот бил дури практично доставен со оној джиновски грост.
27 стих од тука би почнал да читам. Бевме, му раскажа и рекоа, бевме во земјата во која не испрати. И во неја навистина тече мед и млеко. И еве ги плодовите неизини. Но сега има едно но. Но народот кој живее во таа земја е силен и градовите се укрепени и многу големи. Таму ги не видовме и потомците на родот Анаков или Енаков, односно джиновите. Амалик живее во јужниот дел на земјата. Хетејците, јевусејците и аморејците живеат на планината. Хананците пак живеат крај морето и по брегот на Јордан. Со други зборови, шо дека тече мед и млеко, кога тоа ние не можеме да го имаме. Но Халев го успокојуваше народот пред Мојсей велики да појдеме и да ја преземе, зашто можеме да ја покориме. А оние што беа оделе заедно со него рекоа, не можеме да одиме против тој народ, зашто е посилен од нас. Тридесет стих вели, и протурија ужасни гласови меѓу синовите израелски за земјата што ја беа разгледале и велеа, земјата што ја видовме, што ја изодивме, за да ја разгледаме, е земја која ги голта своите жители. И сите што ги видовме во неја се многу поголеми. И таму видовме огромни луѓе од потомците на родот Енаков. Ние изгледавме пред нив како скакулци. Такви бевме и во нивните очи. И сега првиот стих од 14 глава. Значи, откако беше проширен овој дефетизам, што денеска представува елемент на психолошка војна, значи ширење на пропаганда кај непријателот, кај неговиот народ, кој што има за цел да произведе паника, очај, песимизам. Резултатот на сето тоа, во првиот стих од 14 глава, читаме, бил ваков. Тогаш целиот народ почна да вика и плачеше целата таа ноќ. А сите синови израелски негодуваа против Мојсей и Арон. И целиот народ им велеше, о, да бевме умреле во египетската земја, или да бевме изумреле во оваа пустина. И зошто Господ не води во таа земја за да паднеме во борба? Жените наши и децата наши ќе станат плен. Не е ли подобро да се вратиме во Египет? И така и сакале. Дори се избрале старешини. Што значи, овде го имаме првиот случај на демократија, каде што народот, наместо од Господа назначените водачи, си избрал, значи наместо теократија, си избрал тој самиот си избрал старешини, кои што ќе го врати во Египет. Не само тоа, туку подоцна гледаме, дигнаа камења да ги каменуваат и Исус Навин и Халев, синот Јефунеов, вели овде. Сето ова плачење, ова ридење и ова одлука за враќање во Египет и ова роптање, мрморење, зашто Господ воопшто ги извадил од Египет, се случило на 9 ав. Дали била Божја волја Израел да лута 40 години по пустината? И сега овој првиот случај, каде што Господ им вели 40 дена и ја извидувавте земјата, за секој ден по една година.
првиот од двата конкретни случаеви, каде што за тие случаеви се наведува принципот ден за година. 40 години ќе лутате по оваа пустина. Божја намера не била Израел да лута 40 години по пустината. Божја намера била веднаш да влезат во ветената земја. Всушност, кој е тој генерал кој што сака да одолговлекува во остварувањето на целта на својот поход? Никој не сакал да одолговлекува. Например, кога Хитлер ја започнал Втората светска војна, тој мислел да заврши за 1 година. 2 години максимум. Зошто Господ би сакал да одолговлекува? Но зошто Израел многу подоцна влегол во ветената земја? Ако Божја намера не била да се одолговлекува, заради ова непослушност. Ако земете да читате во Светото Писмо, секогаш и секаде каде што Господ нешто ветува, например, сите месијански пророштва во Стариот Завет, сите пророштва за благослови, за слава, земска слава, просперитет, сите оние визии на пророкот Езекиел за оној идеален храм, што требал да постои во една идеална земја, израелска, после враќањето од Вавилонското робство. Ништо од тоа не се остварило. Зошто? Бидејќи сето тоа зависело од послушноста, од соработката на самиот народ. Земесте некој да дојде и да ви рече: сакам да отидете во Дубај на одмор, платен ви е аранжман, еве ви авионска карта, ви ја дава во рацете, ви дава еден куп пари да си имате за джепарлак. И сега, дали е сето тоа доволно за да вие навистина се најдете во Дубај на одмор? Не. Било кој таков донатор може да ви даде се што ви е потребно за таа цел, но на крај, дали ќе отидете или не, зависи од вас. Може би не сака да отиде во Дубај на одмор. Зависи од вас. Не може да ве натераат со сила. Никој. Ниту Господ сака да не натера нешто да доживееме или да направиме или да оствариме со сила. Како со камшик. Да мава по нас, за да ние одиме по некој негов пат. Ако земете да го читате Новиот Завет, се запрашале зошто Исус вели во Матеј 24 глава: вистина ви велам, оваа генерација нема да помине додека сето ова не се исполни. А тоа сето ова не се однесува само на рушењето на храмот и на Ерусалим, туку тој таму ги споменува и знаците кои што претходат на неговото второ доаѓање. Во истата таа глава се комбинирани тие две пророштва, тие два настана.
Зошто било каде во Новиот Завет, самите апостоли велат дека живеат во последното време. Пример, Евреите прва глава, на почетокот, Господ одамна ни зборувал, им зборувал на нашите татковци преку пророците, а сега, во последните денови, на крајот од времето, вели, преку својот син. Па еден куп места во Новиот Завет, каде што апостолите велат последно време, последни денови се, крајот на се приближи. Апостол Павле дори вели, со други зборови, не планирате да стапувате во брак и така натаму, ако е можно. А сето тоа било запишено и кажано пред 2000 години. Која лекција можеме да извлечеме од сето ова? Од денешниот еврејски датум, 9 ав. Сите Божји ветувања, сите Божји пророштва, сите Божји планови за неговиот народ се условни. Елена Вајд дори вели, сите негови ветувања и сите за благослов и сите негови предупредувања или закани за проклество се подеднакво условни. И едното и другото е условно. Може би сте слушнали и сте прочитале како некои автори, некои проповедници велат дека тоа и тоа пророштво било условно пророштво. Јас велам, сите пророштва се условни. Ние не смееме да живееме во еден филм, во кој што живеат муслиманите, например, во кој што живеат протестантите, во кој што живеат и мнозина живеат во католицизмот и православието, ако воопшто тие веруваат во второто Христово доаѓање. Мислам на обичниот народ, се разбира. Тие живеат во еден филм каде што историјата ја гледаат статично, късметски. И адвентистите живеат во тој филм. Например, мнозина адвентисти велат, второто Христово доаѓање не можело да се случи пред 1844 година. Значи, морало да има 18 векови. И покрај тоа што апостолите зборуваат за последни времења, за крај на времето, за последни генерации и така натаму, или самиот Исус за истата генерација. И ние, значи, сме наследиле еден статичен поглед во историјата, како што и денес евреите имаат. Евреите велат, Исус не можел да биде вистинскиот Месија, бидејќи сите овие пророштва, Езекијел, Исаија, Јеремија, сите овие месијански пророштва не се оствариле кога дошол Исус. Значи, они се само гледачи во театар, од нив не зависало дали ќе се остварат или нема да се остварат, и за нив е тоа денеска најсилен аргумент дека Исус не бил вистинскиот Месија. Бидејќи сите овие ветени работи не се оствариле. Читате за дома, например, ако имате денес планирано слободно време, може би планирате не правите нешто друго за Господа. Јеремија 33 глава читајте. Таму се зборува конкретно за Месија и што треба да се случи, што ветил Господ дека ќе се случи за Израел, кој ќе ја подигне тој таа фиданка Давидова. Тој кога ќе го викаат Господ наша праведност. Дури со новозаветни термини Јеремија го најавува доаѓањето на Месија. И што треба да се случува? Читајте за дома, значи Јеремија 33 глава. Зошто тоа не се остварило кога Исус дошол на земјата? Затоа што сето тоа зависело од Божиот народ. И ние денеска во овие 167 години после адвентизмот, или од
1844 година, 120 кусор години после Минеаполис, живееме во време во кое што Исус се уште не дошол, позниот дожд се уште не е излеа, неделен закон се уште не е донесен. Зошто? Затоа што сето тоа зависело од Божиот народ. Зависи од нас. Тука само ќе повторам еден пример. Постои еден теолог кој што се фали дека има 4 факултета. Кога на интернет му беше кажано, му беше првпат предочен еден цитат од Елена Вајд, дека за 2 години од Минеаполис можевме, ќе бевме во Божјото царство, ако беше прифатена пораката за оправдание со вера, тој велеше тоа не може да е буквално, тоа не може да е точно. Неговиот аргумент зашто тоа не може да биде буквално точно, тие 2 години, е затоа што смртната рана на зверот се уште не била излечена. Ние знаеме дека 1929 година, значи Мусолини, ја обновува државата, папската држава, од тогаш наому наречена според гробиштата во кој што бил закопан апостол Петар, значи во времето на апостол Петар гробиштата се викале Ватикан. Сега така се вика државата. Но сега прашањето е следно. Зошто се случил тој конкордат 1929 година? Дали Господ зависел да се роди некој гад по име Мусолини, за да се исполни некој негово пророштво? Тој конкордат се случил, Мусолини се случил, Хитлер се случил, затоа што Божиот народ, отфрлајки една Господова вест, заплавил по друга историска варијанта. Дали Господ сакал да запловиме под оваа историска варијанта? Или имал тој друга варијанта која што многу поблиску ја завршува партијата со матирање на ѓаволот? Дали ние треба да продолжиме да живееме и да веруваме како добри муслимани, късметски? Господ си има некој датум таму, за нас непознат, па што сака нека се случи, ама додека тој датум не дојде, он нема да дојде. Господ се знае, меѓутоа, тој ги знае и сите варијанти. А ние, ако ја гледаме историјата така статично, како да се што се случило морало така да биде, тогаш испега дека го ограничуваме Бога на само една варијанта. Таа и никоја друга. Меѓутоа, тоа не е така. Нека Господ не благослови прво во нашиот личен живот. Ние можеме и личниот живот да си го гледаме наназад во ретроспектива и да видиме каде сме сгрешиле, каде сме можеле да избереме подобар пат. Па зашто не се случило ова или она. Можеме да го поврземе со некои наши избори во даден момент. А се можело да биде поинаку. Можело да биде поинаку на подобро, како што можело да биде поинаку и на полошо. Нека Господ благослови. Прво, со таква вера и надеж да бидеме желни и сигурни за нашето спасение, како што на почеток ве охрабрив, но истовремено и да не бидеме гледачи. Сега нема да речем театар, туку гледачи пред телевизиски или пред мали екрани,
или пред лаптопски екрани. Бидеќи ја денес и на лаптоп гледам телевизија, не гледам телевизија на телевизори. За мене умрено пред 3 години. Во преносна смисла го кажав тоа, значи да не мислиме дека сме само гледачи. Апостол Павле вели дека ние сме актерите, а небесниот свет се гледачите на она што се случува во нашиот свет, на нашата земја. Дали сакате да бидете актери? Дали сакате вие да бидете тие звезди? Актерски звезди? Ама вечни звезди? Не, некои што ќе се усмрдат многу скоро, после 30 години. Вистински звезди кои што ќе сјаат довека, како што вели апостол, одnosno пророкот Данило, а потоа и Новиот Завет, поточно во Откровението апостол Јован. Нека му е фала и слава на Господа вечно. Амин.